Вале Парго заедно со Живко веќе ни се онлайн. Се надам дека ќе успееме да искомуницираме и нели да дознаеме многу повеќе за она изложба на која што се представува Живко токму во моментот во Милано и се надевам дека на задоволство на вас, почитувани гледачи, ќе имате можност да дознаете многу повеќе детали за тоа што господинот Живко го презентира таму. Иначе по повод 21 септември, светскиот ден на мирот, улична изложба во Милано одржува македонскиот уметник и годишен кандидат за Нобелова Живко Поповски Цветин, па му велиме добро утро и на него и Вале до него, па некако верувам дека ќе успееме барем малку да се чуеме, видиме и да дзирнеме што се разбира се презентира во моментов таму. Да, добро утро или веќе добар ден. Добро утро. Добро утро. Добар ден до гледачите на Телма телевизија утре програма. Така. Јас да кажам дека денешниот ден е светски ден на мирот, а ние овде на аеродромот во Милано имаме една изложба која ќе патува и до Торино. Само момент, господине Живко. Вале, јас ќе те замолам камерата кај господинот Живко додека разговараме, да можеме убаво и нели да го видиме и да си поразговараме, а подоцна и ќе дзирнеме делот нели самата атмосфера, односно рековте на аеродром, но во секој случај и гледам фотографии, па ќе можеме да дзирнеме и од фотографиите. Ајде повелете господине Живко, каде ве прекинав? Да, значи ова е патувачка изложба посветена на мирот. А тоа ќе биде во овај град Милано, во повеќе дестинации, во возот кон Торино и на саемот за храна кој се одржува од утре па до наредните денови. Така да го врзуваме мирот, храната и солидарност. Така, на оваа изложба ќе бидат презентирани, како што велите, истакнати цветни цртежи од вашата долгогодишна мисија Цвеќе на мирот. Да, токму така, значи тоа се символот, цвеќето и мирот како нешто што представува нели за сите нас една убавина. Јас во оваа прилика би кажал дека и поетите, како Едуардо Сангвинети, кога доби една моја слика во Струга на Струшките вечери на поезијата, каде го доби Златниот венец 2000 година, тој напиша вака: овие се боите на мирот, боите на Живко и тоа се форми на мир, од кои цветиња стануваат. Од овие бои, од овие форми има потреба Европа. Тоа значи дека така една убава мисла на Сангвинети, која мислам дека и ден денес е актуелна и мислам дека нуди така една, така да речам, порака и поддршка за мирот во светот. Живко, доста е познато оно кое што вие го правите, се разбира и на нашите простори, но и надвор од нашата земја. Цвеќето на мирот карактеристично на се разбира она кое што ја асоцира вашата работа, односно она кое што е резултат на сето тоа кое што го правите, ширејќи ја пораката на мирот. Како очекувате да помине вашето присуство во Милано и кои се всушности фидбекот или резултатите кои што ги добивате и од широката публика и оние кои што го делите Цвеќето на мирот? Да, овде поминаа доста луѓе кои ја видоа изложбава, зашто на ова место доваѓаат луѓе од сите краишта на светот, така да јас имав прилика да се сретнам со луѓе од Никарагва, потоа луѓе од Еквадор, Франција, потоа од многу други земји кои овде навистина така една грвалица луѓе тоа ги гледа сликите и добива по една моја слика како подарок да се сеќаваат на овој настан и на овој ден, светски ден на мирот. Инаку да кажам дека во Италија јас си неколку изложби, една во Санремо 1995 година, тоа беше Цвеќе, мир, хуманост на една конференција за меѓународно право. Потоа има една исто така мамутска изложба која патуваше
од Скопје до Ватикан. И подарив 99 цветиња на мирот со писмото на мајка Тереза за 99 години од нејзиното раѓање, тоа беше 2009 година, и 10 слики од таа, да речам, колекција ги остави во Венеција и беа прикажани на Венецијанското биенале во 2009 година. Да, Така да ова ми е, така да речам, една поинаква, подруг начин на функционирање на цветињата на мирот, во мисија на мирот. И еве, како што реков, нашата порака е дека на светот му се потребни мир, храна и солидарност. Така е. Јас само ќе потенцирам меѓу оние дела кои што ќе бидат истакнати се делата кои што тој ги има правено со, например, италијанскиот амбасадор во Македонија Фаустино Трони, кој што заедно со Цветин биде во посета на неговото родно село во Брезово 95 година, потоа фотографии од средбите со папата Бенедикт 16, папата Јован, така, Павле II, фотографии од изложба во Сан Ремо 95-та, ја спомнав да е Конгрес за хуманитарно право и така натаму. Ќе споменеме дека централно место ќе има и писмото кое што вие пред 30 на години го добивте од мајка Тереза од Калкута, така? Да, токму така. Тие се, така да речам, на увид на оние што ја погледнуваат изложбата и што ете заедно го славиме овај ден како ден на мирот и посакуваме тој ден да се овај ден да биде порака за сите во светот, да престанат овие војни, страдања на луѓето од глад, од војни дејствија и така натаму. Едноставно порачуваме да има на сите меридијани мир. Така е, да има мир, тоа е многу битно. Еве, Вале ни пренесува, пошто таа е задолжена за преносот, Вале ни пренесува дел од фотографиите за кои што зборуваме. Јас само пред крај, бидејќи немаме многу време и ќе ве очекуваме во студио кога ќе заврши цело ова патешествие кое што го имате и нормално изложбите кои што ги реализирате, па ќе ве поканиме во студио малку подетално да презентираме за нашите гледачи. Поздравете и вашата керка Александра Поповска, и неа официјално и јавно ја каниме во нашето студио, која што покрај нели изложбата која што ја презентирате вие, таа по 15 години повторно ќе запее во склоп на нели изложбата во еден музички перформанс. Иначе Александра за жал имаше идеја заедно со нашата легенда Тоша Проевски да направат еден етно албум, но се случи што се случи, па и Александра се повлече некако од музиката се до сега, кога повторно нели ќе направи еден одличен перформанс токму во Италија. Ви благодарам, многу поздрав до сите и благодарам за... Покрај тоа, да кажам дека Александра е и добар сликар, покрај тоа што убаво пее. Така да сигурно ќе направиме нешто убаво за нашите гледачи од Македонија и од светот, за мир и поубав живот на луѓето. Така се разбира, имала и од кого да го наследи талента. Живко, ви благодариме за ова вклучување, токму од Милано имавме можност да им пренесеме на нашите гледачи што точно таму се случува, а вие продолжете со вашата мисија, се разбира, ширењето на пораката за мирот преку нели вашето цвеќе на мирот.